Влеговме во последната недела од кампањата во пресред на локалните избори. Нормално дека сега и нервозата станува поголема, а и возбудата кај кандидатите и кај нивните поддржувачи. Тука со нас во студиото денеска е Костадин Ацевски, кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добар ден. Добар ден и ви благодарам на поканата. Благодарам што дојдовте. Ето, успеавме во оваа кампања, а и пред кампањата, да бидеме реални, не трае кампањата 20 дена, трае 3 месеци. Многу. Да, успеавме речиси сите кандидати да ги доведеме или кандидати нели кои што барем на анкетите и ќе освојат одреден број на гласови. Кажете ми, Ацевски, нешто малку повеќе за себе, ако не сте прв пат во студиото на Слободен печат, нешто малку повеќе за себе и секако за тоа зошто сакате да станете градоначалник на Ѓорче Петров. Па најпрво ќе кажам дека мојата кандидатура не е поради желбата за позиција или да се стане градоначалник, туку поради потребата да се превземе одговорност. Да се превземе одговорност и за состојбите што се случуваат во општината и потребата истите да се променат на подобро и да се превземе одговорност во рамките на партијата, која во моментов и еден период наназад, после парламентарните избори, се наоѓа во една незавидна состојба, во состојба на дефанзива, и после лошиот изборен резултат, и потребно е да се превземе одговорност, да се истапи напред и да се покаже промена во принципите на политичко действување и во принципите на креирање на политики, на презентирање на тие политики пред граѓаните. А што е тоа што на Ѓорче Петров му недостасува како општина? Многу работи. Состојбата во која се наоѓа Ѓорче Петров сега налага неопходни промени, бидејќи Ѓорче Петров сега, многу пати сум кажал, ќе повторам пак, е бетонизирано, со запуштени јавни површини, без основна грижа за потребите на граѓаните и без визија и идеја за развој. Идејата и визијата која има актуелната локална власт во Ѓорче во овие 4 години и која очигледно ќе биде и во наредниот период, е само како секој слободен простор да се зафати со згради и да се оствари брз профит за сметка на квалитетот на живот на граѓаните. И не само слободните простори, туку и просторите кои претходно биле предвидени и функционираат врз основа на принципите на надомување во куќи, во стамбени куќи, сега преку ноќ се претвараат во простори каде што никнуваат згради. Активно градоначалник на Ѓорче Петров, Александар Стојковски, кој беше тука мината недела гостин, кажа дека тој во добар дел од првиот мандат ја го потрошил на стабилизирање на општината, која што е начекал во долгови од неговиот претходник, кој беше од редовите на СДСМ, и дека сега со поддршка на владата, нели со унгарски кредит, ако не се лажам, Ѓорче Петров го очекуваат 5 капитални институции, проекти кои што допрва треба да се видат. Каков е вашиот став околу ова? Секој градоначалник после мандатот во кој била ништо не направил, се кажува различни изговори. Во Ѓорче Петров во последните 20 години ВМРО ДПМНЕ ја има локалната власт цели 16 години. Значи, од 20 години, 4 години била СДСМ и нејзин градоначалник, 16 години ВМРО ДПМНЕ. Во тие 16 години, актуелниот сегашен градоначалник, 4 години е градоначалник, 4 години председател на совет, после во еден мандат, уште половина мандат, година или две председател на совет, па 2 години пратеник. Значи, беше председател на совет, пратеник, па сега градоначалник. И сега он кажува дека општината била оставена во лоша состојба, во кал, па сега мора да се средува, меѓутоа се уште ништо не е средено и се уште ние враќаме кредити од времето кога он беше председател на совет. Кредити за улици,
Во времето кога беше он председател на Совет се земаа кредити за правење на улици, меѓутоа се потрошија милиони евра од Министерството за култура за споменик во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров и на коњ го стави, иако во историјата ја не сум сретнал дека Ѓорче Петров јавал коњ. Ние имаме во Ѓорче споменик Ѓорче Петров на коњ, кој кошташе, кој чинеше тогаш фантастични милиони евра. И се уште ние плаќаме кредити за улици од тоа време, сега нови кредити, меѓутоа фактите се следни. По 4 години, после 4 годишни буџети, после унгарски кредит и после 1 милиарда 189 милиони денари, кои годинава се трошат во Ѓорче. Во моментот во Ѓорче се превземаат обврски за 1 милиарда и 189 милиони денари само оваа година. Секој ден се распишуваат нови јавни набавки, а градоначалникот се фали со рекорден буџет кој го остварува не ради доброто работење, туку ради на средствата предвидени од наплата на комунали, односно од издавање на дозволи за згради. И тоа се во централниот дел на Ѓорче. Сега, во тие милиарда и 189 милиони денари само оваа година и во тие 4 потрошени годишни буџети немаме реализирано ниту еден капитален проект. И во 21 ветуваше 2 градинки, нема ништо, нема изградено 2 нови градинки. Вели дека почнало да се гради една. Почна да се гради една градинка со средства што на општина Ѓорче Петров ги додели владата на СДСМ во висина од 1 милион евра. Се направија тогаш и улици со средства од владата на СДСМ. Некои улици направи и Данила Арсовска, нели, немаат комуникација, сега му направи една клучна улица во делот на Волково, улица Волковска, пред тоа му правеше улици. Меѓутоа, општина Ѓорче Петров нема реализирано ниту еден капитален проект. Нема алтернативна сообраќајница за цел еден дел од општината, односно за населените места Волково, Кисела Јабука, Ново село, Даме Груев, уште еден излез од тој дел на општината кон останатиот дел од градот Скопје и општина Ѓорче Петров. Целиот тој дел кој забрзано се развива, односно во тој дел забрзано се градат и згради, целиот тој дел функционира преку една сообраќајница. Нема пробивање на улица Лука Геров кон Стопански двор, не е направена ниту една градинка, ветуваат 2 само во една урбана заедница, сега ветуваат 5. Нема кружни текови, не е решен проблемот со притисокот на водата. Сакам да кажам, програмата со која мафта градоначалникот, и дека имал програма, и таа програма е визија за развој на Ѓорче, треба да одговори зошто во програмата му се истите ветувања од 21 кога беше кандидат за градоначалник, истите ветувања само проширени надградени. Тогаш ако ветувале 2 градинки, не се направени, не е направена ни една, ама сега ветуваат 5. Ако ветувале 2 сообраќајници, сега 3, па рециклирани им се истите ветувања, некои им се со друго име и сега проширени надградени. Ветува кога го носеа тој катастрофален и криминален детален урбанистички план СЗ-16, ветува дека Тој е за Влае? Не, Влае, тоа е Александрија, централниот дел на Ѓорче се граничи со Влае, веднаш спроти пазарот во Ѓорче. Ветуваат дека таму тој ДУП го носи, детален урбанистички план го носеа под изговор дека таму ќе има школа со патриотско име Ѓорче Гоце Делчев. Градинка, нема ништо ни од училиштето, ни од градинката. Поминаа 2 години од кога е донесен ДУП-от. Ветува катни гаражи, ништо од тоа, не има планирано катни гаражи во самиот детален урбанистички план. Велат ќе нема хемиска фабрика, има Г2. Не е тоа незагадувачка индустрија, тоа е помалку загадувачка индустрија во класификацијата, меѓутоа е хемиска фабрика и од хемиската индустрија. Ветуваат сега и секогаш имаат добри изговори за да донесат детални урбанистички планови со нови згради висококатници. Невисоката зграда моментално во Ѓорче е со 10 ката, таму се предвидува 20 катници. Сега кажуваат дека ќе донесат детален урбанистички план во кој ќе биде најголемата градинка во Ѓорче, нови висококатници. Под превезот на градинка, нови висококатници. Градинката ќе има нацртано во план, како во планот што е во СЗ-16. Сега имаат едно убаво име за населба за млади брачни двојки Богородица до црквата во Ново село, меѓутоа претходно таму ќе треба и најавуваат дека ќе донесат урбанистички план. Меѓутоа не кажуваат дека веднаш до црквата во Ново село и на просторот каде што
или веднаш до државното земјиште, каде што е предвидува таа населба за млади брачни двојки, наводно, и каде што заради тоа ќе мора да донесат урбанистички план, 5500 квадрати има истиот инвеститор на кој му доделија висококатница во СЗ-16 и Мерселмани. Така да секогаш убави изговори, овде ќе има населба за млади брачни двојки Богородица, овде ќе има градинка, овде школа, во пракса ништо од тоа, меѓутоа урбанистички планови кои предвидуваат нови и нови згради и де факто на теренот се прават нови и нови згради. Они кажуваат дека во деталниот урбанистички план за Хром, каде што веќе е невозможно да се функционира, бил донесен пред нив. Меѓутоа, поминати се 2 години од неговото носење, истиот може да го смена, едно, и друго, катастрофална е примената на тој детален урбанистички план. Не само што можат слободно да не издаваат дозволи за згради, каде што нема локацијски услови, а нема локацијски услови, туку сега и онаму кај што е предвидено домување во куќи, преку ноќ наукнуваат згради со изигрување на законите. На терен имаме. И ние го презентиравме тоа во јавноста. 2 куќи, 2 одобренија за изградба на куќи, а во пракса споено и никнува зграда каде што се надминува висината, каде што се надминува ширината, каде што има еден влез и повеќе стамбени единици. Така да сакам да кажам дека нивната идеја и визија за развој е само брз профит. Нашата идеја и визија за развој е хуман развој на Ѓорче, што значи човекот пред профитот, односно да се стопира прво бетонизацијата, посебно во централниот дел на Ѓорче, да се стопира издавањето на градежни дозволи за изградба на згради, да се анализираат урбанистичките планови и онаму каде што нема локацијски простор и просторни услови, да нема повеќе згради. А онаму каде што локацијските услови и просторни го дозволуваат тоа, да нема згради повисоки од 5-6 ката. Тоа образложението дека во Кули било поздраво за животната средина, видете, истражете, видете ги стандардите за урбанистичко планирање, изградба на висококатници е многу повеќе влијаат негативно на животната средина него пониски објекти, и за протокот на воздух, и за загадувањето, и за загревањето на површините околу, и заради сенката што ја држат и така натаму. Добро. Ајде, доста говориме за тоа што не направил градоначалникот или што тоа што го ветил, нели не го остварил, да видиме вие што ветувате, што планирате вие да направите со Ѓорче Петров, со вашата кандидатура. Како што кажав, најпрво планираме стопирање на бетонизацијата, односно стопирањето на неконтролираното и прекомерно градење згради на секој чекор и изигрувањето на законите и процедурите, воведување на системска грижа на хигиената, чисти и уредни јавни простори, повеќе садови за собирање на отпад, подземни садови за собирање на отпад, џебни канти за собирање на џебен отпад, неизбегнување на одговорноста, навремено собирање на отпадот и една враќање на достоинството на јавниот простор. Алтернативни сообраќајници за делот од населбата, за делот од општината, како што кажа Болково, Кисела јабука, Ново село, Даме Груев. И не е ова нешто што го збориме на памет. Нашата кампања ја водиме на детектирање на реалните проблеми, меѓутоа и нудење на реални и конкретни решенија. Ова алтернативна сообраќајница во моментов што ја нудиме, ние во пракса и ја возевме трасата и покажавме по која траса би се одвивала таа по која траса би се извела таа алтернативна сообраќајница. Решавање на проблемот со притисокот на водата, детски градинки, изградба на детски градинки, намалување на листите на чекање, овие катастрофални урбанистички планови да ги суспендираме во деловите каде што предвидуваат висококатници, меѓутоа да останат оние делови маркиците предвидени за основни училишта и згради,
прво да се изгради основното училиште, се извинувам, маркиците предвидени за основно училиште и градинки, да се изгради основното училиште, да се изгради градинката, а останатиот дел од урбанистичкиот план, тој фамозен СЗ-16 да биде суспендиран и потоа и ревидиран. Бидејќи целата таа постапка е на носење на тој урбанистички план е катастрофална. Јас се извинувам што ќе се навратам, меѓутоа сметам дека се манипулира јавноста и не од една страна јавноста и граѓаните, посебно на Ѓорче, бидејќи знаете кај нас додека не ги видиме зградите, додека не се соочиме со проблемот, додека не удри директно во лице, ние и не го гледаме проблемот однапред и од една страна граѓаните не знаат со се што се ќе се соочат, а од друга страна јавноста од страна на актуелната локална власт е манипулирана во делот дека тој детален урбанистички план е донесен на еден транспарентен и законски начин. Само еден факт ќе ви презентирам, бидејќи успеав да го погледнам интервјуто што го имавте со актуелниот градоначалник и токму изборевте за урбанистички план и таму беше кажано дека се е законски, се е транспарентно. Седницата овој детален урбанистички план е донесен на вонредна седница, притоа седницата е закажана на 16.2.2024 во 5:39 попладне. Во 17:39 добиваат известување советниците седница, на 16.2.2024 во 17:39 попладне добиваат известување за седница која ќе се одржи наредниот ден во 10 наутро. И на таа седница на редниот ден на вонредни седници е пропишано во кои услови се одржуваат. Во случај на кризни ситуации, елементарни непогоди, кога нешто треба да се донесе наодлежно, меѓутоа вие да закажете седница во петок во 17:39 попладне за во сабота 10 наутро за да донесете детален урбанистички план кој притоа самиот градоначалник кажа дека не бил донесен 10 години наназад, мислам дека не е ни транспарентно, ни согласно процедурите и законите. Во тоа што се кажува дека нели, тука урбанисти го правеле сите постапки спочитувани. За тој детален урбанистички план имаме две негативни мислења од градот Скопје, од две различни градски администрации. Имаме негативно мислење и од Комисијата за урбанизам на град Скопје, во времето кога Петре Шилегов е градоначалник, за катностите токму на овие висококатници, каде што е предвидена 20 катницата, каде што е предвидена 18 катница, и негативно мислење од друга комисија за урбанизам во времето кога Даниела Арсовска е градоначалник. Врз основа на второ и тоа за истите точки. Со истите забелешки се двете негативни мислења. За катноста има повеќе параметри, меѓу другото и за катноста, дека треба да се намали катноста на маркиците што предвидуваат 20 катница и 18 катница, бидејќи околу највисоко нема толкави катности во просторот што е непосредно до овие маркици. Има точно, можам да ви ги прочитам забелешките кои се. Врз основа на второто негативно мислење, што е од град Скопје, има тука да се испити и коригира катност од П+20 и П+17, односно приземје 20 ката, приземје и 17 ката на таа и таа градежна парцела, имајќи во предвид контекстот на формираната солидарноста на уличниот фронт, каде што највисоката катност е приземје 9 ката. Значи, сакаат да кажат, највисоката катност во непосредна близина е 10, а они тука предвидуваат 20, дупло поголема. Врз основа на ова второ негативно мислење, кое се одветствува и со првото од времето на Шилегов, врз основа на ова второ негативно мислење, они закажуваат четврта јавна анкета, во која овие катности се намалени. Добро, и нема да бидат толкави, така. Намалени се во анкетата. Потоа, добиваат забелешка од инвеститорот, јавната анкета, процедурата е вие закажувате јавна анкета, го изложувате дупот како планирате да биде деталниот урбанистички план и прибирате забелешки од засегнати страни. Они катностите тука ги намалуваат и врз основа на намалените катности добиваат забелешка од инвеститорот.
инвеститорот во својата забелешка вели барам да би се врати катноста на првобитната состојба. Пак да бидат 20 катница и 18 катница. Они ја прифаќаат забелешката и не закажуваат нова јавна анкета. Пак се враќаат на првобитна состојба и плюс во околниот простор ги зголемуваат катностите. На околните маркици додаваат катови. И врз основа на тоа пак бараат мислење од град Скопје и велат, ама ние чекавме, не добивме позитивно мислење, иако за планот за кој бараат мислење 2 пати имаат за таков план добиено негативно мислење. Имаат повлечено согласност од водовод и од јавното предпријатие Водовод и канализација, во која укажува предпријатието дека не може да се изведе приклучување на водоводна мрежа на тие предвидени градби и дека со тоа би се загрозило водоснабдувањето не само на Ѓорче Петров, туку и на градот Скопје. Имаат 2 пати негативни добиени мислења од Министерството за одбрана. Овој детален урбанистички план всушност и нема добиено позитивно мислење од Министерството за одбрана. Од Министерството за одбрана имаат добиено, последно што имаат добиено е условна согласност. Ја не познавам детален има урбанистички повисоки згради во Скопје, не е тоа дека само тие согласност. видат највисоките згради во Скопје, има таму во аеродром повисоки згради. Просторот на кој се предвидуваат тие висококатници едноставно не го трпи тоа. И целото тоа централно подрачје на Скопје. Во непосредна близина на веднаш за тој детален урбанистички план е населбата Александрија. Населбата Александрија, тој деталниот урбанистички план за населбата Александрија е донесен во времето кога актуелниот градоначалник беше председател на Совет. Таму буквално не може пешки да се помине, а не да се влезе со возило. Нема паркинг простор, зграда до зграда е, не се функционира и нема училиште и градинка, а брзо растечка населба. И сега они носат нов детален урбанистички план со нови висококатници во кој предвидуваат училиште и градинка за претходно донесениот урбанистички план. А тука има нови и нови жители и ново оптеретување. Она што ние го бараме и она на што ние укажуваме е дека треба да се стопира изградбата на згради, да се суспендираат деловите од овој урбанистички план кои предвидуваат изградба на висококатници, да се изградат училиштето и градинката, да се предвиди маркица за катна гаража тука, бидејќи е неопходно потребна, и да се хуманизира целиот тој простор. Вака, значи, сега мораме да бидеме нели точни со времето, да не испадне дека еден кандидат сме дале повеќе време на другиот помалку време. Ќе ве замолам последно прашање, што би им порачале на граѓаните на Ѓорче Петров во пресрет на гласањето? Па, на граѓаните на Ѓорче Петров би им порачал да размислат дали пред 4 години го направиле вистинскиот избор. Не барам да гласаат за мене, да ми ја дадат поддршката поради сентимент, заради тоа што сме, не знам, соседи, сограѓани, со некои се познаваме, другари, другарки, дека сме блиски или заради одредено позитивно мислење што ги имаат за мене или така натаму. Јас барам да размислат дали се задоволни од состојбата во која се наоѓа Ѓорче денес. Дали се задоволни од тоа што е направено во Ѓорче во изминативе 4 години, па и во изминатите 20 години, да размислат како Ѓорче ќе се развива во иднина со оваа визија и идеја што ја има актуелната локална власт и дали сакаат да донесеме промени на подобро во Ѓорче. Ако не се задоволни од состојбата во која се наоѓа Ѓорче денес, и ако веруваат дека Ѓорче може да се промени на подобро, јас барам да ми дадат шанса заедно
да ги донесеме промените на подобро во Ѓорче. Да нема повеќе згради, онаму каде што локацијските и просторни услови не го дозволуваат тоа, да имаме чисти и уредени јавни површини, да имаме зеленило кое навремено се одржува, да имаме нови зелени површини, нови садници, да имаме алтернативни сообраќајни решенија, да имаме сообраќајни решенија кои го зголемуваат протокот на сообраќајот, меѓутоа истовремено ќе го успорат и ќе ја зголемат безбедноста. Барам да го прифатат предизвикот заедно да работиме на хуман развој на Ѓорче. Ацевски, јас ви благодарам за овој интервју, ви посакувам многу среќа на изборите, на крајот нормално нека победи демократијата. Ви благодарам и на вас. Тоа беше Костадин Ацевски, кандидатот на СДСМ за градоначалник на општина Ѓорче Петров. Ви благодарам за вниманието.